Почитувани членови на семејството на Рацин, почитуван господин Иванов, пратеник во Собранието на Република Македонија, почитувана господја Николова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Ваша екселенцијо господине Јазбец, амбасадор на Република Словенија во Република Македонија, почитуван господин Павлески, заменик министер за локална самоуправа, почитувана господја Мојца Фигероа, советник во делегацијата на Европската унија во Република Македонија, почитувана господја Елзесер, председател на Друштвото на писателите на Македонија, почитуван господин Никола Стојанов, председател на Сојузот на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната и антифашистичката војна, почитуван председател и членови на Советот на општина Велес, почитуван господин Стојановски, градоначалник на општина Илинден, почитуван господин Стојановски, градоначалник на општина Чашка, почитувани добитници на Рациновите признанија, почитувани академици, драги поети, писатели, научници, почитувани гости од Хрватска, Србија, Бугарија и Албанија, почитувани представници на Армијата на Република Македонија, на Македонската православна црква, на правосудните институции, националните институции и на локалните установи, почитувани представници на граѓанскиот сектор и медиумите, почитувачи на творештвото на Коста Солев Рацин, драги сограѓани, дами и господа. Добра вечер и добро ни дојдовте. Се собравме овде во срцето на Македонија, во Рациновиот Велес, за по 55-ти пат да му одадеме почит на најзнаменитиот велешанец, на нашиот најголем знак на препознавање, на се уште ненадминатиот, на најголемиот помеѓу живите и помеѓу мртвите златоусти македонски поети, великанот Кочо Рацин. Знам дека што ние и да направиме е премалку за да му се одолжиме на Рацин за славата што му ја носи на Велес со деценија. Затоа што неговите заслуги се грандиозни, преголеми во втемелувањето на современата македонска поезија, литература и јазик. На почетокот би сакал да укажам дека ние како организатори на Рациновите средби, Министерството за култура, Македонската академија на науките и уметностите и Друштвото на писателите на Македонија мора да се обврземе, да си дадеме завет и да направиме се што е потребно за да ги вратиме Рациновите средби на пиедесталот на македонската култура помеѓу најзначајните културни манифестации во земјата. Време е во Македонија да победат вистинските културни вредности. Време е наместо кичот, шундот, турбофолкот, наместо содржините без никакви културни и уметнички вредности, наместо разни ракијади, празијади, пифтијади, питијади и друго, и вистински да ги подржуваме проектите со високи културни и уметнички содржини и вредности. Велес повторно мора да биде силно препознатлив по Рацин. Овие денови се од големо значење и за Велес и за Македонија, затоа што одбележуваме 3 значајни јубилеи поврзани со името на Кочо Рацин. 110 години од раѓањето, 75 години од смртта и 55 години од восстановувањето на културната манифестација Рацинови средби. Рацин бил социјален поет, работник, грнчар, револуционер, скоевец, комунист, партизан, со немирен дух, заради што бил изолиран и бойкотиран од своите. Бил првиот македонец кој на научна основа го проучувал богомилското движење. Напишал 2 статии посветени на Хегел. Бил и новинар, уредник и писател, но неговиот роман Афион на мистериозен начин исчезнал и никогаш не ја дочекал светлината на денот. Заради неговите авангардни, револуционерни и прогресивни идеи бил затворен. Во неговата околина, заради прогресивните идеи, бил доживуван како некој вид божество, како што своевремено за него изјавил неговиот современик, актерот Илија Милчин. Иако со скромно формално образование, тој бил бескраен, неисцрпен извор на знаења од различни области.
Рацин со своите објавени дела од областта на литературата, литературната критика, филозофијата и историјата станал најголем македонски интелектуалец и многу прогресивен мислител на просторите на тогашна Југославија. Неговата мала по обем, но огромна по незиното литературно, естетско, културно и историско значење збирка Бели мугри, што била забранета од полицијата, но по тајни канали сепак стигнувала до читателите, има огромно влијание по современата македонска поезија. Пишувал за страдањата на својот народ, за неговите тешки маки, за експлоатацијата, бил предвестник и копнел по силно светнатиот ден, што за жал, заради неговата прерана и несречна, никогаш до крај расветлена смрт, силно светнатиот ден не го дочекал. Во ова време, кога се соочуваме со најкомплексни општествени прашања, Рациновите пораки силно допираат до нас, што за жал се разделивме како народ. Затоа неговата песна "Нели бевме", сочувана за навек во архивата на Ману, нека не биде најголема лекција, најголемиот повик за будење. Најголема придобивка за нас е што ги имаме овие стихови да не отрезнат, да не разбудат и да ни кажат дека сме сите сме едно. Да ја закопаме злата мисла, сите политички поделби, сите разлики, без оглед на која етничка заедница и припаѓаме, и во срцата да го послушаме гласот на Рацин, пак да бидеме едно. Рацин е човекот кој ја возобнови нашата традиција и даде нов здив на нашата култура, отворејќи ги патиштата на модерниот развиток на нашата македонска национална идеја и во незиното историско препознавање, нашата филозофска мисла на нашиот македонски јазик, рекол академик Матеја Матевски, кој слава му вечерва не е овде со нас да ни ги сподели мислите за Рацин, да не поттикне на размислување и делување. Поминаа 75 години од смртта на Рацин, а се уште неговата воскитувачка лирика останува недопрена, неистражена. Антологија на болката, што со голема љубов и посветеност ја преведе академик Гане Тодоревски, заслужува да се преведе на светските јазици и да му се доближи на светот како непроценливо наследство на македонскиот народ. Тие лирични стихови допрва треба да си го најдат местото во светската литература. Не случајно академик Тодоровски запиша дека почитта кон Рацин е обврска на цела Македонија, бидејќи големи до преголеми се заслугите на Кочо Рацин за Македонија, за македонската литература, култура, нација и историја. Без Рацин, Прличев, Мисирков, Конески, Тодоровски, Петре Ма Андреевски, Матевски и многу други, ние сме ништо. Овие великани се нашиот јазик, нашиот вербален лик во светот, одблесок на се што е македонско. Тие се Македонија. Затоа со достоинство треба да ги сочуваме, паметиме, воздигнуваме. Верес имаше среќа да биде Рациновиот дом, место каде израсна личност што се врежа во темелите на македонскиот културен идентитет, револуционерен стремеж за слобода и самобитност. Лично верувам дека таа сила Рацин ја црпеше од својот народ, дека се случи единство меѓу еден човек и еден народ. Затоа Рацин е толку непроценлив, толку вреден, толку возвишен. Се радувам дека допрва сите ќе ја сватиме неговата големина, дека повеќе ќе дадеме од себе и на национално и на локално ниво, за да го сочуваме нашиот човечки паметник како што доликува. На крајот, дозволете ми да упатам голема благодарност до генералниот покровител на 55-тите Рацинови средби, компанијата Дрекслер Мајер, која покажа голема општествена одговорност и на Министерството за култура за поддршката на манифестацијата. Им благодарам на Советот за македонски јазик при владата на Република Македонија и Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков за нивниот придонес и враќањето на Рациновите средби во жариштето на филолошката научна мисла во Македонија и во регионот. Искрено се надевам дека во годините што следат заедно ќе успееме Рациновите средби да ги издигнеме
помеѓу најзначајните поетски и културни настани во Европа. Коста Соле Фрацин заслужи таква почит од сегашните и од идните генерации. Ви благодарам.